Почитуван председател, почитувани претеници, почитуван господин Здравев. Уставот е највисок правен акт во државата, Уставот е темелот на државата, а Уставниот суд гаранцијата на тие темели. Од тука, уставните судии го црпат својот легитимитет единствено од Уставот. Уставните судии, меѓу другото, ги штитат основните човекови права и човековите слободи, гарантирани со Устав, меѓу кои и правото на говор, слобода на мислата и јавно изразување на мислата, како неприкосновени права. Со одлука на Уставниот суд утврдено е дека судијата Кацарска со својата одлука во постапката за обвинетите за настанот од 27 април, цитирам, на адвокатите им го повредила уставното загарантирано право, правото на слобода на мислата и на јавното изразување на мислата, потенцирајќи дека слободата на мислата и јавното изразување на мислата представува субјективно право, кое е нераскинливо поврзано со човековата личност. Како може судија, што со своја одлука ги повредила за гарантираните основни човечки права, да биде предложена да биде судија што ќе ги штити тие права? Зошто еден судија како Кацарска во случајот за настанот од 27 април имаше потреба да води постапка од 10, 12, 14 часа? Зошто и се брзаше на Кацарска? Кој ја брзаше? Дали некој нареча да се притиснат обвинетите претеници со цел да гласаат за промената на уставното име на Република Македонија? Дали го испорача Кацарска на нарачателот навреме тоа што се побара од неа? Дали сега за возврат Кацарска побара да биде уставен судија или нарачателот има потреба од уште некоја порачка? Дали законодавниот дом ќе дозволи Уставниот суд да има судија што прима порачки? Судија што ги крши основните човекови права, наместо судија што ќе ги брани основните човекови права. На еден од најпрестижните универзитети во светот, Универзитетот Колумбија, ќе се изучува Добрила Кацарска како пример како не треба да се води една постапка. Универзитетот Колумбија на својот официјален сајт го објави случајот во кој судијата Добрила Кацарска противуставно ги казни адвокатите за случајот за 27 април со високи парични казни во вредност од илјадници евра и ги отстрани од судењето, со што обвинетите ги остави без бранители. Терористи без оружје е категорија на судијката Добрила Кацарска, која е најверојатно единствениот судија во светот кој има осудено терористи со голи раце и тоа со драконски највисоки казни за тероризам. И не само тоа, обвинителката Лиле Стефанова го впери својот прст и ја обвини судијката Кацарска дека и вршила притисок за случајот Империја. Судијката Кацарска беше еден од судиите во предметот Подкуп. Тоа ли е биографијата на Кацарска со која треба да влезе во Уставниот суд? Она што е предмет на подсмев во правната фела, кај нас треба да е врв, па дури и да се стави во Уставен суд. Уставниот суд треба да е составен од докажани судии, судии со знаење, судии кои ќе ги чуваат темелите на Македонија, некомпрометирани, судии со објавени книги, дела, судии за почит, со интегритет, судии што уживаат углед во средината. Уставниот суд не пропишува оригинирани норми, туку ги испитува, оценува и конечно одлучува дали пропишаните норми и утврдените односи се во согласност со Уставот, односно законите. Одлуките на Уставниот суд се последица на повредите на Уставот, односно законот, поради што тие имаат интервентен карактер. Суштината на оваа функција е суштина на уставноста и законитоста и на владењето на правото, а што значи дека нема повисок устав од Уставот,
и дека нема повисок закон од законот, дека никој нема повеќе власт од таа што му е дадена со Уставот и законите, дека никој не е должен да трпи насилство над својата личност, дека секој има право да ги остварува општо прифатените и признати слободи и права, дека никој нема право да ги злоупотребува тие слободи и права и дека секој е должен да ги исполнува своите должности и обврски. Затоа Кацарска не може да биде уставен судија. Кацарска е судија која има досие за носење на противуставни одлуки и ако Кацарска стане уставен судија, ние ќе бидеме единствени во светот со уставен судија кој го кршел Уставот. Благодарам.